На рек Битола никако да му тргне. И на овие тропски температури, најголемиот македонски производител на струја, исто како и среде грејната сезона, за жал, продолжува да работи повеќе во обичаениот принцип падни стани. Постројката никако да почне да работи со целиот свој капацитет. Откако вчера, во попладневните часови, заради испад на 110 киловолтната собирница на МЕПСО, во комбинатот падна и единствениот блок кој беше во функција, односно блокот 1, пошто тој целосно колабираше, во текот на ноќта и утрово, блокот 1 бил вратен во функција. Но, само за кратко, во моментов рек Битола повторно не произведува струја, бидејќи блокот 1 пак е исклучен од мрежата. Но оттаму со нови ветувања, дека во текот на денов блокот 3 ќе биде ставен во функција откако ќе завршеле пуштачките операции кои биле во тек. Неочекуваниот испад на блокот заради прекин во напојувањето предизвика проблем во котелот на блок 1, заради што постројката во текот на денот ќе биде исклучена од мрежа. Се очекува санацијата на проблемот да заврши до понеделник, пошто блок 1 повторно ќе биде ставен во функција и рек Битола да продолжи да работи со 2 блока. Во тек се и пуштачките операции на блок 3, кои вчера беа прекинати заради испадот на 110 киловолтната собирница на МЕПСО. Постројката ќе биде ставена во мрежа во текот на денов. Ремонтот на блок 2 пак се одвива непречено и согласно предвидената динамика, информираат од рек Битола. Инаку, ова е трет пат годинава рек Битола да биде целосно надвор од функција и да не произведува струја. Последниот колапс беше пред само 4 месеци, односно во средината на март, кога испаднаа сите 3 блока и беа потребни цели 2 дена за да се оспособи барем едниот од нив. Иста ситуација имаше и во јануари, па уште тогаш експертите укажаа дека честите хаварии во најголемиот домашен производител на струја се резултат на несоодветното одржување на постоечките капацитети, на отсуството на сериозни годишни ремонти со длабоки зафати, на немодернизацијата, но и на квалитетот на увезениот јаглен кој се користи.